Влегуваме во новата технолошка револуција. Компјутерот станува социјален инструмент, но се уште е неизвестно човекот ќе успее ли да ја контролира вештачката интелигенција. Првите идеи се од 19. век, кога англичанецот Чарлс Бабеч почнал да сонува. На двете страни од океанот работат Џон Винсент и Атанасов. Физичар со бугарско потекло го измислил првиот дигитален компјутер. Првиот функционален компјутер во светот го создал германецот Конрад Цузес на почетокот на Втората светска војна. По само еден век светот станува зависник од алгоритмите, што го кројат и го одржуваат светот на новото создавање. Какви предизвици престојат со дострелите на вештачката интелигенција? Ова издание на Трилинг соговорник е Валентина Тасева, извршна директорка на СЕМОС Едукација. Добре дојдовте и ви благодарам што издвоите време за разговор. Нашата земја низ годините не е назад во поглед на едукација на IT кадарот. Многу пати сме создале многу нови индустрии, например, еве ќе ги спомнам софтвер тестерите кои што беа доста популарни и допринесоа кон севкупната економија на државата, допринесоа кон извоз на сервиси, на услуги, дополнителни пари кои што стигнаа во нашата држава. Меѓутоа, деновиве се случува глобално, па и кај нас, тренд на примена на вештачката интелигенција. И тој тренд, мислам дека и кај нас е видлив, се опфатен, може да кажеме, меѓутоа има се уште многу простор. Јас деновиве имав неколку дискусии дали нашите компании и нашите граѓани знаат за тоа што е генеративна вештачка интелигенција, и генеративна вештачка интелигенција е всушност промптинг. Оној начин на разговор кој што го имаме секојдневно со ChatGPT или со било кој друг програм на вештачката интелигенција. Меѓутоа, таа не завршува тука. Значи, нас ни е потребна понатамошна едукација, понатамошен развој, како за индивидуалците, така и за компаниите, за тоа што значи вештачката интелигенција како начин за примера не само во технологијата, туку и во бизнисот. Колку вештачката интелигенција ќе ги замени или во најмала рака ќе допринесе за намалување или рационализација на кадрот и можеби од потреба за преквалификација на работните позиции? Па се појавува една реченица, дали знаеш кога и како ќе те замени вештачката интелигенција. Не би рекла дека само ќе не замени. Значи, секако некои работни места ќе бидат згаснати, апсолутно ќе се појават нови. Дали ќе се појави потреба за преквалификација? Да, ова го зборувавме впрочем и во минатата емисија, дека преквалификација на многу професии е неопходна. И тука би споделила, доколку ми дозволите, значи дека вештачката интелигенција ќе биде видлива на 3 нивоа. Едно во рамки на индустриите, еве ќе споменеме креативните индустрии. Второ во рамки на професиите во тие индустрии. Пример, една од професиите во креативните индустрии е графички дизајнер или пак видеографер. Тие професии ќе мора да бидат променети или дополнети оние луѓе кои што се во тој сектор ќе мора да имаат нови знаења. Дали некои работни места ќе исчезнат и кои? Кои ќе бидат први на удар, да речеме? Кои професии ќе спомнеме најтешко ќе бидат засегнати се оние професии каде што луѓето всушност се користат себе, значи тие се самата работна сила, физичка работа. Работат физичка работа на било кој начин. Значи тоа се различни професионалци од, еве да кажеме, забен техничар. Меѓутоа, кои професии ќе бидат најмногу засегнати се оние кои што се базираат на знаење. Затоа што знаењето денеска станува заради вештачката интелигенција, еден збор кој што го користат англичаните, тоа е commodity. Значи станува присутно. Вие може со ChatGPT да си направите муабет или со било кој друг, еве Copilot ќе го споменеме, со било кој друг алат од вештачката, било која апликација која што представува вештачка интелигенција, може да се направите муабет и да го добиете сето знаење на светот за 5 секунди. Тасева, дали и колку вештачката интелигенција ќе допринесе околу зголемување на БДП-то, бруто домашното производство? Многу зависи од тоа како ќе го искористиме ова знаење. Ќе споделам, например, во Англија
360.000 луѓе се занимаваат со вештачка интелигенција. Стратешки, определбата на државата е да се движи кон вештачката интелигенција. Ќе ги споредиме Европска унија и Америка. Европска унија интензивно вложува, или Европската комисија интензивно вложува во сите знаења за вештачката интелигенција со цел да ги држи земјите членки конкурентни на остатокот од светот. Ние како земја, со оглед на нашата големина, со оглед на тоа дека светот е неограничен денеска, нашите знаења се неограничени, апсолутно треба да ја видиме вештачката интелигенција како можност да го зголемиме својот БДП. И не само тоа, може да допринесеме младите да се вратат назад, можеме да допринесеме кон подобра бизнес клима, зголемена продуктивност и така натаму. Значи, на многу нивоа може да ни помогне да имаме дополнителен развој. Во Хрватска е направено истражување со заклучок агентите на вештачката интелигенција можат да постигнат заштеди до 40% во деловните и индустријски примени. Се согласувам. Целосно се согласувам. Ние како земја се уште не ги користиме. Примената на вештачката интелигенција во изминатите неколку години, како што сите знаеме, доаѓа многу брзо. Значи, една карактеристика е многу важна, тоа е брзината. Агентите се следното нешто од аспект на вештачка интелигенција кои што ќе бидат насекаде околу нас. Два примери во рамки на мојата компанија. Еден е тоа дека агентот денеска нас ни одговара на сите прашања кои што ни се внатре во компанијата. Колку денови имам одмор, кои се правилата, како се фотографира нов работен, како се онбордира нов работен и така натаму. Значи, тоа е еден пример. Втор пример е агентот може да ви служи како продавач, ама тоа е веќе видено низ годините. Трет пример, во рамки на одделите за финансии, агентот може да ги каже правилата за тоа, патни налози, каде се доставува документите, што кој ќе се прати атачмент, агентот да го сними во позадина. Значи, вие веќе нема потреба да знаете дали сте го заборавиле можеби мејлот и дали мејлот содржал некој документ. Агентот ќе го стори тоа за вас. Агентите се нашето секојдневие, многу набрзо. Годинево одбележувате 3 децении од формирањето на СЕМОС едукација. Подеми и падови. Кој период ви беше предизвик за кој најмногу се гордеете, а кој беше оној момент кога понекогаш и се прекршувавте дали треба да се, во најмалка да го проширите бизнисот, да купите нов деловен простор, да се проширите и во простори, но и кадровски? Сите 30 години беа предизвик. Горда сум на тоа што можам да кажам дека растевме цело време. Неколку причини зошто растеме, затоа што цело време учиме. Тоа што е ново, актуелно, вештачката интелигенција кај нас е веќе присутна од 2019 година. Че СЕМОС едукација не за себе, туку и пошироко во регионот ја споделува веќе колку години, 6 цели години. Најголем период на раст за нас беше ковид пандемијата. Тогаш едноставно она знаење што го имавме од предавањата во странство, например во Исланд, каде што температурите или природата не дозволуваат патување, се одвива онлайн, или Норвешка, каде што СЕМОС едукација присутна преку 10 години, ние го донесовме тука и ние бевме спремни. Од петок за понеделник, значи кога се затвори државата и светот, ние веќе знаевме како да работиме онлайн. Од 4000 слушатели пораснавме на 9000. Од 20 вработени пораснавме на 50 вработени. Но што е важно за тој период? Не е само бројот на луѓе. Дигиталната трансформација која што ние сами за себе ја направивме. Значи, ние моравме да научиме да работиме целосно дигитално. Анализа на податоци кои што и до ден денеска ја користиме. Примена на донесување на одлуки базирани на бројки, кои што пак ги добиваме преку дата анализа. Значи, тоа беше момент, период кога СЕМОС едукација достигна преку 100% раст. Ковид пандемијата и периодот по тоа. Значи, она што беше нормално до 2019, после 2020 беше сосема друго, 2023 беше сосема трето, денеска со AI, со вештачката интелигенција,
е нешто што доаѓа, нешто што го гледаме, нешто што го применуваме и за нас иднината е повеќе од возбудлива. Затоа што она што го знаевме, сега ќе биде различно и ново. Знаење што менува. По тоа мото одбележувате 3 децении од формирањето и постоењето на СЕМОС едукација. Токму по тој наслов почнуваме своевидна заедничка соработка во која ќе имат гледачите можност во речиси во секоја емисија да гледаат што младите учат, што може да донесе вештачката интелигенција, што носат новите технолошки иновации. Така е. Свативме после 30 години дека навистина она знаење кое што ние сме го споделиле со светот, сме го споделиле со преку 150.000 поединци, индивидуалци, наши сограѓани, пријатели, со низа компании, преку 400 компании годишно, всушност знаењето не менува нас, ни го менува обкружувањето, ги менува компаниите, ги менува индивидуалците. Знаење што менува, ни обезбедува подобра иднина, подобри можности, не прави поконкурентни, не прави видливи во светот и како што спомнав, на сите нас ни носи подобра иднина. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодараме вам. Следите Трилинка, во последниот дел од ова издание на емисијата воведуваме нова рубрика под наслов Знаење што менува. Во наредните неколку месеци ќе имате можност да гледате IT трендови за дигитална трансформација, вештачка интелигенција. А вештачката интелигенција не е научна фантастика. Таа е реалност и ќе биде речиси дел од секоја професија. Вештачката интелигенција денес е новиот неопходен јазик. Дигиталната писменост и вештачката интелигенција ќе им бидат неопходни на новите генерации да бидат подготвени за иднината. IT едукацијата е како фитнес на мозокот, ке рече Петар Пејовски, дата специјалист, поранешен студент на Детскиот едукативен центар. Токму Петар Пејовски е првиот соговорник со негови видувања околу IT вештините. Дигиталната писменост е новата писменост. Значи, денеска, ако детето не знае да чита и да пишува, секако дека е проблем. Ама исто толку голем проблем е ако не знае да препознае лажна информација на интернет или како безбедно да го користи интернетот. Децата што остануваат само пасивни корисници, ќе ги кажеме така, тоест гледаат видеа, играат игри, се во голем ризик да бидат изманипулирани или да изгубат време без да создадат нешто, што е многу важно. Додека дигитално писмено дете ќе знае да користи технологија за учење, за развој, ама пак ќе знае и за забава и на креативен начин, пред се. Јас сам имав многу пати ситуации каде знаењето од курсевиве ми помогна не само за школа, туку и за секојдневието. Значи, пример, кога професорот ќе ми зададеше некој проект, наместо да гуглам 100 линкови, јас знаев кој линк ми е потребен, што е многу важно, знаете и сами, и да препознам која информација е точна, која информација е лажна, тоа е огромна предност. Вештачката интелигенција не е научна фантастика веќе, тоа е реалност и ќе биде дел од секоја професија, ако не и веќе за луѓето кои знаат правилно да ја употребат. Сега, ако децата го учат тоа порано, те не учат само да го користат, туку и да го разберат. Кога детето ќе свати дека може да ја користи за да направи домашна работа, да создаде цртеж или дури да си смисли нова игра, тоа е момент кога технологијата станува алатка за креативност, а не само играчка. Една од најчестите заблуди е дека вештачката интелигенција е опасна за деца. Јас би рекол, опасно е ако децата не ја разбираат. Кога ќе разберат и кога ќе научат да ја употребуваат правилно, тоа е супермоќ, вистинска супермоќ. Пред 10 до 15 години сите родители ги праќаа децата на курсеви по англиски, затоа што без англиски не може да се замисли иднината. Денес истото тоа важи и за вештачката интелигенција.
Значи, тоа е новиот неопходен јазик. Ако не го знаеш, ќе ти биде многу потешко да комуницираш и општо да успееш во светот. IT едукацијата, дигиталната писменост и вештачката интелигенција се трите столба што ќе му возможат на децата да бидат подготвени за еднината. Ако не ги научиме сега, ќе останат чекор за светот. Тие не се работи кои се само убави да се знаат, туку се неопходни. И уште една практична порака само до родителите. Започнете со мала промена. Седнете заедно и направете еден мал проект. Нека биде некоја едноставна игра. Ќе видите како ќе му засветат очите на детето. И тоа е најдобриот доказ дека учењето може да биде и забава и еднина. Кога почнуваш млад, технологијата ти станува на некој начин природен јазик. Исто како кога ќе учиш странски јазик, кога си помлад, најлесно е кога си дете, нели? Плюс, ако тогаш направиш грешка во Excel, веројатно никој нема да ти ја смета како финансиски скандал. Денес дигиталната писменост е како да знаеш да пишуваш и да читаш. Без неа си изгубен. Децата не мора сите да станат програмери, ама мора да знаат како да се снајдат во дигиталниот свет, каде што се е поврзано. Вештачката интелигенција е новата електрична енергија. Ќе биде во секоја индустрија, секоја работа, во секојдневието. Јас денес работам со податоци и со вештачка интелигенција и гледам колку е вистински важно младите што од сега да се запознаат со тоа, а не само како корисници, туку и како креатори. IT едукацијата јас би ја споредил со фитнес на мозокот. Тоест, таа ја тренира самата логика, креативноста, решавањето на проблеми. И да, не мора сите да бидат програмери, ама сите ќе мора да знаат како да ја користат таа технологија. Значи, најдоброто е тоа да почнеш да учиш рано. Со новата рубрика Знаењето што менува во рамки на ТВ магазинот Трилинг го затвораме ова издание на емисијата. Се гледаме за 7 дена во исто време. Во меѓувреме читајте не на triling.mk. Довидување.